Почитувани, вие ја следите емисијава на Радио Македонски корени со Јон и Бети Треновски. Наредниве 30 на минути ги одвојуваме за интервјуто со нашиот гостин, господинот Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Господине Никовски, ако се слушаме, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро за Македонија, добро вечер за Австралија, добро вечер за сите наши таму. Срдечен поздрав од татковината која минува низ исклучително тежок период. Нашата напатена Македонија доживува трагични моменти од кои ние сепак излеземе посилни и ќе победиме. Добро ви утро и од мене, господин Никовски, ви благодариме што сте повторно со нас и од ваша уста во Божји уши. Ќе победиме, тоа нема дилема. Зависи од нас пред се и македонскиот народ навистина е трпелив, меѓутоа на крајот низ историјата секогаш победува. Вчера премиерот Заев имаше средба со лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села и со лидерот на Алтернатива Африм Гаши, но во присуство и на правен експерт со цел да изнајдат решение околу законот за државјанство. Заев веднаш после состанокот се пофали дека е постигнат договор, но не кажа за што всушност се договорија. Јавноста остана покуса за детали од договореното. Дали е познато името на правниот експерт? Каков е вашиот став за брањето на оваа коалиција Алијанса Алтернатива за промена на законот државјанство? За која цел бараат промена во законот на државјанство и која е вашата претпоставка за договореното? Што се договорија? Не се знае нити што се договорија, нити кој бил тој правен експерт. Меѓутоа, знаете, овој исчекор на албанците е само нова појава на нивните уценувачки политики во државава, затоа што, за разлика од албанскиот народ, кој во целина е пријателски расположен, сме живееле како соседи со долги години, долги периоди, меѓутоа сегашните албански лидери во еден добар дел спредуваат линија на реализација на големо албанскиот проект и овој исчекор во основата има таква цел. Знаете, во суштина, ако некој навистина живеел 30 години во Македонија, треба да добие државјанство. Бил тоа албанец, грк, турчин, кинез, не е важно од каде и по кое потекло е национално. Меѓутоа, кога вие барате да тоа се реализира со тројца сведоци, тоа покажува дека има скриена агенда. Ако некој живеел 30 години во држава, бил во школо, во училиште бил, плаќал даноци, имал некакво здравствено осигурање, тоа нема никаков проблем да се докаже, нели така? Али ова очигледно има политичка или политиканска намера, и ако тоа се дозволи, иако македонските политичари рекоа дека тоа нема да го дозволат, ако се дозволи со 3 сведоци се добија државјанство, тоа може да го добијат и пола жители на Албанија и 90% жителите на Косово. Така да во целина, тој процес на албанизација на земјава, тој процес на толеранција на нелегитимните барања на албанските политички лидери во Македонија продолжува и нашите политичари со цел да ја задржат пред се власта се спремни на секакви концесии. Тоа не е специјалитет само на оваа власт. Тоа се случува веќе подолго време во Македонија, бидејќи политичката сцена е така поделена, македонците меѓу себе се толку длабоко конфронтирани да едно малцинство како што се албанците, нивните 20 или 25 пратеници во собранието им диктираат што ќе прават на 100 македонски. Ако тоа го дозволуваме, ние подобро ништо не сме ни заслужиле. Така. Господине Никовски, откако во јавноста излегоа информациите дека обвинителството веќе покренало истражна постапка за поранешниот генсек Драги Рашковски, вчера беше спроведен во судот пред истражен судија. Се шпекулира дека се работи за 2 предмети кои ги покренало обвинителството. Едниот е за софтверот за контрола на сообраќајот за потребите на МВР, а другиот за некој негов генијален план за да ја продаде неговата иновација за некаква гласачка кабина, а
патентирана од самиот Рашковски, а која кабина пак би се користела на локалните избори кои ќе бидат во октомври. Рашковски од судијката Весна Димишкова доби поклон куќен притвор наместо затворски притвор. Имајќи предвид дека Драги Рашковски му е прва рака на премиерот Заев, дали овие постапки, овие чекори кои ги презема обвинителството се дел од сценарио само за дефокусирање на јавноста, бидејќи како што видовме Рашковски беше спроведен без лисици на раците, а за мастер планот за крадење на гласови, што овие од власта го направиле, никој и не зборува. Случајот Рашковски е нов доказ дека правниот систем во Македонија не функционира. Тој одамна требаше да биде и не само со лисици, него и во затвор. Меѓутоа, очигледно е дека кога во прашање се припадниците на владеачката партија, има едни аршини правни, кога е опозицијата има други. Предходно го следе вашиот прилог околу нашите херои, ако сакате, од 27 март, кои во борба за Македонија стана терористи, што е апсурд во светски размери. Ние само да споредиме, слично нешто имаше во Америка, имаше и жртви, и мртви, и тие не се терористи. Нашиот случај е апсолутно поинаков, бидејќи ние имаме де факто нелегитимен и нелегален председател на собранието, како се вели кај вас спикер. Тој беше избран на еден апсолутно неприфатлив начин и овие луѓе сакаат да го спречат тоа демолирање на македонската држава и сега тие станаат терористи. Тоа е, да не беше жалосно, ќе беше навистина смешно. Ова со Рашковски е само една нова потврда. Тоа со софтверот и така натака, тоа е само капак на една долга криминална кариера, која се толерира, нели така, се забошотува и никому ништо. Основата е, во суштината, разбирате, што тој човек очигледно си планирал криминал и него го брани и премиерот и вели дека вика во буџетот на генералниот секретар имало набавка на таква опрема. Па чекајте, која е улогата на генералниот секретар во владата? Да ја следи владата, работата на владата и да се грижи за имплементација на одлуките на владата. Ништо надвор од тоа. Значи, ако ти калкулираш во буџетот, значи со криминални намери, набавка на нешто што нема никаква врска со генералниот секретаријат, тоа е веќе класична, директна, фундаментална злоупотреба на службената должност, кој е кривични чин и за кој се одговара. Разбирате, нема никаква врска генералниот секретар ниту со набавка на опремата за МВР, во конкретниот случај за незаследење на некои сообраќајни прекршоци, а предходно имавме исти случај со истиот човек во врска со хеликоптерите за спасување. Предходно имавме со опремата за МАНАВ за авиосообраќајот. Тоа не се работи на генералниот секретар. Тоа покажува, велам, дисфункционално однесување на владата во корист на некакви лични криминални намери и действија. Значи, од таа гледна точка, ништо друго да не се гледа и анализира, тој е веќе криминалец кој мора да одговара. Значи, постои таа пресумпција на невиност, али ова све што знаеме, што е објавено, покажува дека, како велат во Македонија, сите знаат кој краде, ама никому ништо. Ова е тачно еден таков класичен случај. Значи, и тоа како го третира, што вели, кој рече деноје, вика, со рацете во джепот, ќе оди во судот, сите се сомневаат дека тој случај ќе се истера на крај законски, со спроведување на правдата, дека ќе се најдат начини и можности да се или аболира, или да се така третира како нешто нормално и така натака и така натака. Велам, судството наше е една трагична приказна, тоа апсолутно не функционира на секојдневна основа, да не спомнуваме за настајто 27 април, разбирате, да спомнеме дека судиите се од една страна многу често некомпетентни, од втора гледна точка тие се под директна, разбирате, контрола на власта
И трето, дека сите тие заедно, де факто, се криминалци во основата. Не сите, се разбира еден голем дел, и никому ништо. Тоа се толерира, го толерира и Европа, да ја подсетам дека кога беше она трагична и катастрофална и предавничка промена на името, како тоа беше изгласано, како беше изгласана промена на уставот собранието, и Европа рече терајте по балкански. Значи, се толерира, тие се двојни стандарди познати на Брисел, се толерира криминалот кога нели им одговара нив. А тоа е се и најчесто спротивно интересите на македонскиот народ. Меѓутоа, вината е секогаш наша, што дозволуваме такви работи се случуваат и додека дозволуваме странците кои имаат своји интереси, тие не ги интереси нив судбината нити на македонската држава, ни на македонскиот народ, ќе тераат по своје. Пред некој ден Рашковски си поднесе оставка. Дали оставката на Рашковски беше изнудена оставка или морален чин? Дали притисокот од јавноста е пресуден за неговата оставка или пак станува збор за некаков договор Рашковски заев обвинителство? За некаков морален чин кај Рашковски се молам, не помислувајте. Тако нешто нема и тоа е надвор од умот. Значи, тоа е неизбежен потек, бидејќи очигледно поддршката која тој целосно ја ужива од премиерот, доаѓа нели така во еден ќорсокак, и тој ако продолжеше да ако останеше на својата функција, ќе покажеше, ќе го доведеше во директна опасност неговиот ментор, премиерот на државата. Според тоа е нешто неизбежно, значи тоа кога на крајот, нели така, кога веќе немаше друг излез, тоа се случи. Одамна требаше тој човек да поднесе оставка и да си замени од политичката сцена и да го продолжи својот живот таму кај што му е местото. Господине Никовски, дали Рашковски со поднесувањето на оставка тоа го направи само да го елиминира предусловот за притвор, повторување на делото? И ако е тоа така, нели тоа ви мириса дека тие однапред знаеле за апсењето и за одлуката? Тоа не е спорно, видите. Сите тие работи кај нас се случуваат во некаква координација. Знаете, за жал, кај што треба координација, кај што треба договор, кај што треба некаква заедничка иницијатива кај нас, тоа не се случува. Секој треба своја политика. Меѓутоа, кога е криминалот во прашање, кога е во прашање одбрана на неодбранливи действија кои ни се случуваат во земјата, тогаш тоа максимално функционира. Само да ја подстам што се случува кај е Катица Јанева. Тоа специјалното јавно обвинителство е класичен криминал, од тоа што е докажано до тоа што си делеа пари колку што сакаа, разбирате. Значи сите тие што беа таму беа криминалци. Ако вие секој месец си доделувате пари по една или друга или по трета основа што не е законски, вие сте криминалец. Така да и што се случува ништо. Што се случува со рекет? Ништо, разбирате. Со Ден Дончев што се случува? Кај е тој човек? Сите го видовме како става пари, стопчиња, пари става во ташно, разбирате. Прво, според законот за финанси, за финансиско работење, таква голема количина на пари во готовина, во кеш, не може да се врши. А го видовме тоа на снимка на телевизија. И само по таа основа треба се гони човекот, зашто таква голема сума на пари не одела преку банкарски канали, затоа што е скриена, затоа што е нечесно, затоа што е криминално. Велам, нашето правосудство не функционира и како да работите, шансите да се стави некој ред во тоа се мали, бидејќи на крајот од денот политичарите кои во држава, за жал, се однесуваат многу неодговорно, зависат од тоа судство. И ако го испуштат од рака од контрола, или голем дел од нив ќе завршат во шутка или во слични институции. Кога сме веќе кај криминалот, како гледате на скандалот со издадените 215 пасоши на наркобосови од светски ранг, на атентатори, но и на терористи од ИСИС, од страна на МВР? Дали и како и на кој начин ова ќе се одразува на меѓународниот углед, но и на безбедноста на Македонија? На државата со тоа што е на еден срамен и максимално криминален начин направено и е нанесена една тешка, разбирате, последица дека
излегуваме како држава која е криминално гнездо, сваќате, која нели така, каде се е можно, и се ова што го зборуваме на почетокот на овој разговор покажува дека, како што велат некои, вика, во цел свет, во секоја држава ќе има криминал, вика, криминалот во нашава држава или мафијата си има своја држава. Тоа е трагично и жалосно, меѓутоа изгледа така. И во целиот тој случај, значи штетата, последиците кои се нанесени на нашата земја се долгорочни и тоа ќе го плаќаме ние и веројатно на рат, бидејќи тешко да се предвиди дека ќе презван некои сериозни чекори од Брисел да укинување на визниот режим и слично, мислам дека такво нешто не може да се очекува, ама ние тоа што е направено во држава, тој срам кој е доживеен меѓународен, ќе го плаќаме, велам, долгорочно. Во секој случај, ако тоа не се расчисти подитно и ако не одговараат сите инволвирани, бидејќи таков проект, ако сакате во наводници, не може се да реализира преку тие што ги печатат пасошите и што викаат за пасошите. Тоа е мрежа и тоа мрежа водена од многу високо ниво. Тие сите криминалци кои ги спомнуваа од каде не, од Италија до, не знам, Бугарија и од Турција и слично, тие не доаѓале тука и оделе тамо на шалтерите и вика, слушај, дај да се сликам да ми даеш пасош, разбирате. Така да, тоа се све шеми кои се диригирани, водени од многу високо ниво, бидејќи и парите кои се во игра се огромни. Се спомнува дека еден таков пасош чинел и до 20.000 евра. И се рачуните ако се 200 и нешто издадени, колкава пара е таа. Од таа пара од тој изraz боли глава, разбирате. А тоа дека го земале тие ситни службеници, се молам, тоа е премногу наивно за да се верува. Господин Никовски, дали одговорноста треба да се бара и во безбедносниот систем, поточно од Агенцијата за национална безбедност, но и од Агенцијата за разузнавање, но пред се и од надлежниот на овие две институции, а тоа е председател државата Стево Пендаровски? Видите, одговорноста е поширока во секој случај. Прво е во самото МВР. Значи, тамо, знаете, кога зборуваме за корупцијата, на крајот од денот, ако се направи листа на најкорумпирани институции, тоа е најверојатно МВР. Знаете колку пари собираат и од разни казни, која ти ќе запрат некои нашите казни во сообраќајот, например, се енормни, нелогични и неприфатливи, и ако ве запри ваш полицаец од прекрши, сте возеле побрзо или било што, и ако е казна 300 евра, па вие ќе му дадете 50 евра, 10 или 50 евра ќе му дадете и ќе бидете ќар, разбирате. Така да, високите казни се секогаш контрпродуктивни, бидејќи водат во криминал. Значи, и тоа е погрешна политика. Порано да му земеш 500 денари, зашто Македонија е сиромашна земја. Освен за една мала група на луѓе, 500 денари да му земете некому е голема пара. Да имаме 300.000 пензионери за пензионер, 500 денари е недлаживо, што се вели. Така да, мислам дека во суштината се работи за висок криминал, за сериозни злоупотреби и Агенцијата за национална безбедност и сите контраразузнавачки други служби што работаат, сите тие што работаат за финансиски криминал, Агенцијата за финансиски криминал или како се вика, веќе не е важно, сите тие имаат своја одговорност, што тие пари некаде завршиле, а се работи за милиони, разбирате. Ако биле 250 отприлике пасоши по илјадарката се 250.000 евра, а ако се по 10.000 евра, тоа е 2,5 милиони. Разбирате, евра. Тие 2,5 милиони евра некаде завршиле. Завршиле, да. Сите тие институции кои се надлежни за таа безбедност на државата потврлиле. Али главно е МВР кој дозволила неговите редови да се прават такви афери. Сега најновата афера која така е на маса е со измислените овие матични броеви. Кога 20.000 луѓе спомнуваат дека имале двојни матични броеви, тоа вратно ради гласањето, тоа е криминал од такви размери, што не треба да се тие да се судат за злоупотреба на службена должност, него тие се терористи во оваа држава.
Тие го рушат и угледот на државата, тие ги рушат перспективите на сите нас и де факто не враќаат во 19 векот, а Македонија изгледа како некое пеачко друштво кое е спремно на се, во интерес на лични и некакви партијски интереси, а нема никаква државна или некаква национална стратегија. Господине Никовски, во јавноста се крена многу голема бука со 58-те тајно вработени хонорарци од страна на владата на Заев. Пред неколку дена од притисок на јавноста, владата на Заев го објави списокот, но само со 55-те тајно вработени хонорарци, а од листата исчезнаа останатите. Дали ова е уште една однапред изрежирана ситуација за замајување на јавноста? Видите, прво, бројот на советници за кои се знае дека ги има премиерот е апсолутно неприфатлив. Мислам, ако он има веќе, овие се хонорарци, нели така, он има и редовно вработени советници, меѓу нив спомнува и некои од Србија, за кои Вучич, председател на Србија, му кажа нашиот премиер дека едниот од нив е криминалец, кој бил осудуван во Србија. Значи, вие да имате, не знам, 30 веројатно се повеќе од тие редовно вработени советници, кога вие ќе ги користите нив? На кој начин вие имате корист, разбирате? Тоа да има хонорарци и тоа за одредени прашања и тоа во одреден период е нормално. Кога имате проект, имате проблем, ќе ангажирате, не знам, Трајчевски е најдобар експерт за енергетиката, измислувам, ќе го земете Трајче, ќе побарате да направи некој елаборат, ќе му платите за тоа. И колку да му платите за тоа не е многу. Меѓутоа, вие се држате 55 или 58 хонорарци кои редовно месечно земаат плата. Тоа е, знаете, плаќање на партиските војници. Тоа е нов криминал со кој се одлива државниот капитал и тие де факто на тие партиски војници им плаќате за нивните услуги кои на крајот од денот де факто ја величаат партијата и се нивни, како се вели, портпароли или така лица кои во јавност излегуваат со позитивни оценки. Се велам, тоа е во суштината еден политички криминал кој се толерира и никому ништо. И сега имавме една лице кое често се јавува на дебати, дека жена му била и кој е апологет на владеачката партија и сега се откри дека жена му ја работила партијата. Сега, чим жена му е работила партијата, тој го отплаќа долгот. И во какво друштво ние живееме, кај што секој платеник, разбирате, ни соли памет на сите нас. Така да, велам, создадена е една крајно нездрава атмосфера, во која тие што вредат ги нема, се трнат на страна и се чуваат, а тие што се криминогени, кои се спремни, кои немаат никакви лични морални карактеристики, тие доминираат. Ке мора да побрзам, имаме уште неколку прашања, сакаме сите да ги поминеме. Господине Никовски, дали Македонија од хибриден режим влезе во следната фаза, а тоа е окупирана држава од сопствената влада, а под контрола на лице од типот на Седер Пекер, на кого му дадоа македонски пасош и покрај тоа што е со докажани криминални дела. Ова го велам од она што може да се види на социјалните мрежи каде што е обезбедуван со државни почести како да е председател, а и за време на прошетката низ Скопје се гледа дека по улиците беше обезбедуван од припадници на МВР. Тоа е посебна тажна приказна за нашиот систем, за нашата реалност во која живееме. Тој човек бил баран од Турција, тој човек бил протеран во Косово, кај што бил дочекан како херој, а Косово не го барало. Значи, направен тежок инцидент. Тој човек кој бил протеран после 3 дена се вратил во држава за да му издаде лична карта. Видите, значи, криминалот доминира. Тоа покажува, ние зборувавме претходно за функционирањето на нашето Министерство за внатрешни работи, тоа покажува дека во Македонија се е можно. И криминалци добиваат пасоши и да се измислуваат матични броеви. И велам, додека не дојде на власт една сила, една нова партија, еден систем кој ќе
се соочи со Направи тие криминални ремонт на државата. дејствија и ќе стави крај, ќе отвори перспективи за оваа држава, зашто се тоа што се случува, а главната нели наша политика, односно главната наша пропаганда е дека нашата идеја во Европската Унија, што е добро како политика, тамо никогаш нема да примат ваква држава. Така, ова се се случува, де факто не става на маргините на било какви можности да еден ден станеме член на Европската Унија. Ова, сите тие манипулации со јавноста дека едината е во Европската Унија, дека туку што не сме станали членка, не сме почнале преговори, е една чиста манипулација со јавноста, која за жал успева, бидејќи пропагандата машина на власта е исклучително јака, тука не се штедат пари и вклучувајќи ги сите тие хонорарци кои се види дека добар дел од нив се и експонирани во јавноста како апологети на власта, така да се е тоа еден магепсан круг во кој се движиме и од кој мораме што поскоро да излеземе, зашто иначе ќе биде предоцна по многу што. Господине Никовски, пред еден ден, поточно во четвртокот, во собранието се одвиваше вистинска драма. Пратениците од владеачкото мнозинство, потпомогнати од спикерот на собранието Талат Џафери, го блокираа петтиот пакет на мерки за итно потребната финансиска поддршка на компаниите и граѓаните кои се соочуваат со фискалните последици на лошото справување на оваа влада со пандемијата, тој кој требаше да се изгласа нели на таа 36-та седница. Образложението им беше дека немаат парламентарно мнозинство и покрај тоа што во собранието беше цела опозиција, не само од ВМРО, ДПМН, туку и од другите опозициони политички партии. Дали за сето ова всушност се крие нешто друго, а тоа е дека државната каса е празна и нема буџет за да се исплати овој петти економски пакет? Може да е тоа случајот, иако премиерот рече дека пари има, се работи сепак за голема сума, некаде стои неколку десетици милиони евра, може тоа да биде, меѓутоа, знаете, проблемот е во тоа што власта нема мнозинство. Има мнозинство од два пратеника и најчесто не може да се свика седница, бидејќи нема 61 пратеник колку е неопходно за функционирање на собранието. Мислам дека опозицијата одлично ја одигра својата улога во овој случај. Тие рекоа, за овие битни и хитни закони, како што е петиот пакет за помош на стопанството, тука ќе ги изгласаме. Меѓутоа, мнозинството е ваша должност. Ако вие не можете да постигнете мнозинство во парламентот, се нови избори. Така се случува во целиот свет. Мислам, тоа не е ни прв пат, ни последен пат. Меѓутоа, тврдоглаво мнозинството не сака да нови избори, се плаши дека после се ова што се случува во државата глатко ќе изгубат и да се надеваме дека тоа ќе се случи што поскоро. Меѓутоа, велам, сме во еден цајтнот, што би рекле Шаховски, се наоѓаме во ситуација кога не функционира собранието, кога многу закони кои се клучни за оваа земја не се донесуваат, кога се наметнуваат решенија од друга страна кои се неприфатливи, разбиете, кои се надвор од, како што беше законот за попис, за сега пописот е одложен, и велам, спикерот или председател на собранието се однесува неодговорно, се однесува надмено и арогантно, што исто така неприфатливо. Велам, сето тоа го покажува нивото до кое сме стигнати, сето тоа покажува дека државата не функционира на многу колосеци и дека што поскоро дојдеме на избори, што поскоро дојде нова власт која ќе воведе новини, која ќе навистина престане и ќе прекине сите тие канали на корупција, криминали и слично кои веќе доминираат по многу што, али велам, ситуацијата е неизвестна, да се надеваме сепак дека во октомври ќе имаме паралелно и парламентарни и локални избори. Господин Никовски, имаме време уште околу 5-6 минути, имаме уште две прашања, ми се чини. Верувам дека ќе успеете ќе успееме заеднички да ги протуркаме овие две прашања. Сакам на кратко да ве навратам на една поодамнешна тема која деновиве повторно постана актуелна. Се работи за еден документ, non-paper, именуван како Западен Балкан,
патот напред на словенечкиот премиер Јанес Јанше, кој пред неколку месеци го испратил до кабинетот на председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, но истиот бил одбиен од страна на Мишел. За овој нон-пајпер Јаншек демонтираше дека постоел, но сега словенечкиот портал Нецензурано го објави овој нон-пајпер. Какви се вашите сознанија за овој нон-пајпер и со која цел се прави ова и секако колку треба да им веруваме на информациите на написите на одредени портали, имајќи во предвид кој е на власт во Македонија и што се склони да направат, да нарачаат и да спроведат овие од власта на Заев? Иако сите демантираат дека таква хартија, таков недокумент постои, очигледно дека нешто има. Сите креваат раце, бидејќи се свесни дека навлегува во една опасна сфера, дека предвидуваат работи кои водат во нови војни на Балканот и значи сите ги мијат рацете, али документот постои. Иако non-paper, значи не документ, тој значи постои и дали на тој начин се тестираше јавноста, се тестираше како ќе бидат реакциите од најширок спектар, тешко е да се каже, веројатно тоа била и намерата, и мислам дека е добро што од сите страни реакциите се негативни. Тоа што се заговара во хартијата, веројатно сепак изворот е од Словенија, покажува една болна амбиција на Љубљана да биде актуелна во регионот, да биде главна, свесни да својата мизерна, да не речем мизерна, тоа е тежок збор, својата маргинална позиција во НАТО и ЕУ, тие сакаат да бидат главни на Балканот и тие имаа на времето аспирации да последуваат и меѓу Македонија и Грција. Ова е веројатно нов обид нивни да бидат на некој начин централни и доминантни, меѓутоа мислам дека било каков чекор во таа насока, разбивањето на Босна, спојувањето на Косово и Албанија, се погубни потези кои не можат на мирен начин да се спроведат. Албанија и Косово де факто се една држава. Сите зборуваат дека големоалбанскиот проект нели така бил на маса и така натаму. Големоалбанскиот проект е 75% реализиран со оглед на тоа што Косово стана независна држава и нивното меѓусебно обединување не им одговара ниту на Приштина, ниту на Тирана, формално обединување, а тие де факто веќе си во се и се повеќе ќе биде така функционираат како една држава. Меѓутоа нив им одговара повеќе да бидат два ентитети и на Балканот и во регионот и на меѓународен план. А Босна да ја разбиваш ти и да оди Република Српска кон Србија, Херцег Босна кон Хрватска, што прави со бошњаците? Тие ќе бидат неупотреблив дел од тој бошњачки или босански денешен ентитет. Така да се тоа планови надвор од умот и мислам дека нема никаква шанса да станат актуелни. Во Бугарија пред 2 недели имаше избори. Господине Николски, дали по ова очекувате да има некакви промени на релација Македонија и Бугарија, без разлика кој ќе ја формира новата бугарска влада? Во Бугарија има тотален консензус во однос на Македонија. Дури и народот ги поддржува тие нивни нецивилизацијски, неприфатливи, ако сакате будалести политики. Во суштината, тие од тој нивни отворен меморандум, кој е еден безобразен документ циркулиран из Европа, тие тврдеа дека после Втората светска војна, меѓу 44 и 46 година, во Македонија се убиени 20.000 бугари. Прво толку немало, разбирате, а да убиеш ти 20.000 луѓе во една Кина, ќе биде светски скандал, а не во една Македонија, тогаш имала 1.100.000 жители. И дека 100.000 бугари, кај ги нашли уште толку пак, тие биле, нели така, малтретирани, затварани, прогонувани и на крајна линија убивани. Тоа е максимално искористено медиумски во Бугарија и знаете и ние да ни каже некој дека во Грција, во било каде, во Кина се убиени 20.000 македонци, па ние сите ќе ни се крене утробата, ќе бидеме против таа држава. Така да имат целосен консензус, политички и национален и меѓународот дека треба да продолжат со таа политика. Впрочем,
Политиката е дефинирана во парламентот. Да некој излезе од таа политика, треба да парламентот донесе нова декларација. А тоа не само што не е можно, бидејќи сите ја поддржале, тоа покажува дека бугарската политика кон Македонија продолжува и ќе трае долго, се додека ние не превземеме сериозни чекори, одлучни чекори да го тоа надминеме. Едини излез од оваа ситуација, ако сака Македонија да тргне на патот кон Европската Унија и да не чека 30 години како со Грција блокади и пречки, треба потхитно да и порача на Софија. Сакате да имат договор меѓу двете земји за пријателство и соработка? Сакате, тие не го наметнаа со уцени. Тогаш треба потхитно да ги прекинете сите ваши блокади на македонскиот пат кон Европската Унија и да се обврзите дека во преговорите кои се макотрпни, кои има 35 поглавја, така, нема да ни ставате пречки. Не сте спремни на тоа, Македонија го поништува договор. Какво пријателство и соработка ако тие не блокираат и не плукаат секој ден? Тоа не е пријателство, тоа е најголема конфронтација, тие се де факто во отворена војна со Македонија. И ние таа нивна агресија ја игнорираме и затоа ни се случува. Значи, Македонија е на потез и ако не се преземат сериозни и одлучни одговори на бугарските непринципиелни, нелегални, неприфатливи, нецивилизацијски, как ви сакате, политики кон Македонија, ние ќе се вртиме во круг и ќе одиме само надолу. Господин Николски, со вас можеме да говориме часови и часови, никогаш нема доволно време. Имавме уште многу прашања, ми тоа, нажалост, времето не сгазна, па после одреден период, неколку недели, повторно ќе се слушнеме, па ќе продолжиме таму кај што застанавме сега, со нови информации за сите наши македонци и македонки и наши почитувачи, не само овде во Австралија, туку и секаде во светот. Ви благодариме. Со задоволство, уште еден поздрав на сите наши и не заборавајте Македонија, врвиме низ трагичен период, меѓутоа победата ќе биде наша, поддршка од секој од вас е потребна и овај протест кој ќе биде на 25 е многу важен да се покаже едно единство и да се покаже дека македонецот знае што е што и дека никогаш нема да отстапи од своите фундаментални интереси. Токму така. Со желба да се чуеме повторно на македонски корени. Секој е добро до вас. Имајте си убав викенд, чувајте се, пријатно и до слушање. Се најубаво да сите.